Здраво, вие слушате Радио Канал 103. Ова е 18-тото издание на специализираната емисија на ова радио, наменета за квалитетните ТВ серии кои што се актуелни и за кои што надолго и широко може да се анализираат во рамките на оваа емисија. Имено ова денес ќе ви говорам за еден мини серијал кој мистериозно се појави, без некои фанфари, што соодветствува за енигматичноста на одвивањето на церемонијалните предсе практики во самиот серијал. Станува збор за случувања кои што се ситуирани на еден остров, оддалечен од цивилизацијата, кај што престојуваат мештани кои си имаат своји собствени убедувања, кои се темелат на паганската традиција и се во потрага по нивниот спасител, односно така наречениот татко на островот, кој треба да биде подготвен да подлегне на жртва, за да ја преземе улогата на заштитник на заедницата пред се. Станува збор за ТВ серијата The Third Day, во која преку ликот глумен од Джад Ло ги дознаваме мистериите кои ги кријат пред се припадниците на оваа заедница која што живее на островот Осоа. На почетокот на емисијата слушнавме три композиции кои што се наоѓаат на прекрасното албумско остварување Мезанин, односно станува збор за култниот албум на Massive Attack, од него и слушнавме Angel Teardrop и Dissolved Girl. Станува збор за албум кој што е издаден 1998 година, како што претпоставам сите кои што слушате на сите кои што сте верни слушатели на Канал 103 сте уживале во овој албум на многу моменти и поводи. Издаден 1998, како што напоменав, трето албумско издание на овој бенд, издаден за Virgin Records, продуциран од Neil Divide и Massive Attack, издаден по Protection и пред 100th Window. Ова трип-хоп ремек дело ги надминува домените на самата појдовна трип-хоп музика, амалгамирајќи new wave, рок, хип-хоп, даб и електронска музика, под силно влијание на семплувањето на Susie and the Banshees, The Cure, Velvet Underground и останати new wave артисти, како и Isaac Hayes и Manfred Mann, во обид за бегство од препознатливиот тој така наречен урбан соул кој што го негувал овој бенд. Меѓутоа создава еден од најзначајните албуми на 90-тите според мене, првиот албум кој што ја добива свој виден запис како ДНК, значи не мора да го слушате само на винил, на CD и на во дигитална форма може да го преслушате или на аудио касета, може да го преслушате и на ДНК, ако веќе се измисли некаков си собствен плеер кој што ќе може да слушаме музика во овој формат. Од овој албум ќе слушнеме исто така и Inertia Creeps. Меѓутоа, претходно ќе слушнеме традиционално во оваа емисија по една композиција од Rage Against the Machine, затоа што сте безобразни и тешко ви е да носите маски, а немате проблем да си правите лице едни на други, така што додека не ви дојде памет, ги слушаме Rage Against the Machine со надеж дека ќе заврши кризата со COVID-19, со корона-19 и се додека ги преслушуваме албумите на овој бенд. Имено Evil Empire е на дневен ред денес, со тоа што од овој албум ќе ја слушнеме композицијата Without a Face. Потоа се враќам во етер да ви говорам за што точно се случува во оваа серија, доколку сакате да дознаете што се одвива на изолираниот остров Осеа, на кој не е лесно да се пристигне, но уште потешко е да се замине. Тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет, нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелески, а вие останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 18-то издание на емисијата ТВ 103, во кое што ви говорам за
одличната ТВ серија The Third Day, која што представува британско-американски фолк-хорор ТВ мини-серијал, создаден од страна на Денис Кели, односно тоа е авторот кој што стои зад Утопија, и Феликс Берет, кој се емитуваше на HBO и на Sky Atlantic во копродукција помеѓу Sky Studios, Plan B Entertainment на Бред Пит и Punch Drunk, односно компанијата која што организира лайф евенти, интерактивни. Пред се, на 14 септември беше премиерата во САД на HBO, а на 15 септември на Sky Atlantic во Британија. Се емитуваше по една епизода во неделата, а веќе неколку пати сум напоменал во емисијата дека сум противник на овој застарен метод на емитување, затоа што најпрви мене ми одзема од континуитетот во гледањето на епизодите, а потоа е од голема штета и на самите серии кои имаат покомплицирана содржина и собствен хронотоп на чинодействието, се забораваат ликови и преценивните мотивации кои не се компензираат искрено со рекапитулацијата на почетокот на епизодите. Меѓутоа станува збор пред се за кабелски телевизии и тие си имаат програма за пополнување, така што можам да сватам зошто тоа го прават и го практикуваат. Меѓутоа јас знаев за серијата и нејзиното емитување и намерно не ја гледав недела за недела, туку искладирав епизодите за кога ќе заврши со емитување да ја погледнам во целост. Иако сметав дека тој метод е поефикасен, кај што во еден ден ги изгледав случувањата во летниот период, а во другиот ден во зимскиот, го испуштив емитувањето во живо на есенската епизода, односно на меѓу епизодата покрај овие два главни циклуси. Се надевам дека ќе има некој кој што го има погледнато во целост, со оглед на тоа што јас погледнав делумна рекапитулација, бидејќи HBO го немаат објавено, освен во моментот кога беше стримингот на самиот настан. За Sky Atlantic не сум говорил често во емисијата, иако имаат замешано прсти во многу значајни дела, кои најчесто ги копродуцираат со големите телевизии во САД. Таков беше случајот со италијанскиот сектор на телевизијата, која што ги работеше пред се Гомора, 000, Devils и We Are Who We Are, како и The New Pope и Петра, британскиот оддел од оваа година ни ги понуди одличната Gangs of London, Little Birds и I Hate Suzy. Поминатото беше подписник на прекрасната Fortitude, ја копродуцира Чернобил, а нивните предсесоработници HBO оваа година ни ги понудија The Outsider, Перри Мейсон, за кој што може да ви говорам во оваа емисија, потоа Lovecraft Country, комичните I May Destroy You, Betty и Avenue 5, како и минисеријалите кои будно ги следам, We Are Who We Are и The Undoing, и документарната The Wall, од кој верувам дека за некоја од нив ќе добиете и засебна епизода во емисијата доколку имаме простор и време за нив, а во најава има ветувачки серии како што се A5, Maniac Cop, Scenes from a Marriage, Parasite, The Sun, Hellraiser, The Last of Us и голем број на минисеријали кои најмногу го привлекуваат, искрено да бидам, моето внимание. Првата сезона брои 6 епизоди, поделени на две временски периодизации, кај што првите 3 се врзани во целината, именувано како лето, а вторите 3 во зима. Секоја од епизодите трае околу 1 час, што значи дека околу 6 часови се потребни да ја изгледате серијата во целост. Меѓутоа, уште едно годишно време беше опфатено во серијата, односно есен, што представуваше 12 часовна епизода, која беше емитувана во живо, која ги опфаќа чинодействијата во еден ден на одвивањето на фестивалот на самиот остров. Гледаноста започна од 200.000 гледачи по епизода и се намалуваше до 150.000 со текот на емитувањето, што тоа е сосема нормално и природен тек на гледање, меѓутоа сепак ја задржуваше некоја си граница 150-170, тоа е сепак прилично мала во споредба со гигантите како Game of Thrones, но воопшто не е понеквалитетна серијата од неа, напротив. Има квалитети за кои што сакам да продискутирам во рамките на ова издание. Може би не беше доволно рекламирана, може би не беше доволно приемчива, заради тоа што сметам дека има огромна потенцијална
фан база која што може да ужива во серијата доколку би биле информирани, значи помина под секој можен радар без разлика на тоа што одеше на HBO и беше достапна буквално на сите кои што имаат кабелски склучен договор со кабелски оператори во Македонија. Во серијата Сем, глумен од Джад Ло, и Хелен, глумена од Наоми Харис, доаѓаат на островот во различна периодизација. Едниот во лето, а другата во зима. Сем штом стапне на островот, согледува дека мештаните по секоја цена се подготвени да ги задржат собствените традиции кои што ги негуваат. Тој доаѓа на островот Осеа, кој е оддалечен од копното со патека која се поплавува за време на плима и на осека и има еден временски теснец по кој може да се напушти островот. Доколку се пропушти, се поплавува патеката и се останува на островот цело деноноќие. Тој доаѓа за да тажи од губитокот на неговиот син, но и поради проневерата на работа за 40.000 фунти кои што ги има со себе. Тој ја забележува девојката Епона, која се обидува да се самоубие и ја спасува, а мештаните го советуваат да остане на островот, кај што се запознава со американскиот антрополог Джес, со која започнува и љубовна врска. Како што можете да забележите, позајмена е премисата од Психо поглед на бегството на Дженет Ли со украдените пари. Меѓутоа, наместо да налета на Норман Бейтс, тука Джадло заглавува во едно Уикермен сценарио. Преодредена е улогата за тоа кој треба да биде таткото на островот и да се обедини со неговиот син Нейтан. Во зимската премиса, Хелен со незините две ќерки Ели и Талула оди на Осеа, најмувајќи викендица за роденденот на Ели. Таа се мачи да најде смештај на островот со оглед на тоа што е одбиена од сите врати каде што ќе тропне. Има причина зашто е тоа така, затоа што таа е сопругата на Сем. Таа ја забележува бремената Джес, на која и е од помош да се породи, и откако во обид да го напушти островот, многу слично како тоа што Сем се обидува во летниот период, ја забележува како се обидува и самата Джес да се удави во морето, и во последната епизода таа се пресретнува со еден видоизменец Сем од тоа што го запознаваме и забележува дека детето Нейтан, кое што покрај него не е нивниот син, иако знае многу работи што би требало да ги знае нивното дете, така што тука имаме уште неколку магични елементи кои што стапуваат во игра. Хелен го препливува преминот со незините ќерки и успева да избега од островот со помош, се разбира, на Сем, со тоа што тој разбеснетото домашно население го држи под остар нош, ајде така да го квалификуваме. Меѓутоа е сосема поразлично тој Сем кој што го запознаваме во летниот период и преминува една огромна арка овој лик и ни сето тоа ни турбулентниот период пред се кој што го преживува на самиот остров. Од поглед на есенската епизода, таа ми беше искрено да бидам една од најомилените, која што ги содржи одбивањата поврзани за фестивалот Jesus and the Sea, фестивал кој ги содржи coming of age практиките, односно преминот, иницијацијата на децата во светот на возрастните. Најчесто е фестивалот затворен за мештаните, но некоја година го отвараат и за цивили. Целодневните обреди се прикажани од тоа како избраното момче ги чинија детите за да учествува во The Path of Isus, наменет за прочистување на злото од светот, а во овој ритуал учествува и Сем, кој треба да докаже дека е подготвен да го води островот, да биде неговиот татко, нели. За разлика од серијата, оваа епизода не ми беше достапна во незина целост, како што напоменав, меѓутоа погледнав монтажа од 2,5 часови за збиднувањата на островот, затоа што од првиот до последниот час, кај што можев да погледнам, камерата споро се доближуваше до протагонистите како нем наблюдувач на действието, што многу ми се допадна, а на крајот ги прикажа баханалиите на славието повод фестивалот во полн ек. Оваа епизода беше емитувана како најава за вториот сегмент, односно зимата, и беше снимена во еден непрекинат долг кадар од 12 часа, представувајќи имерсивен настан. Полен пред се
полето каде што имаше облека со слама, која што беше подигната во облиците на луѓе, обесени на самите дрва, насилното вадење од домовите на учесниците, јадењето риба на импровизираната тајна вечера на водата, врнењето на дождот на самата леќа, копањето на дупки, стоењето на платформа во вода, обесениците на дрвата, крштевката во кал, крунисувањето со помош на гранките, тажачките песни, влечењето на чамецот на суво како некаква си бизарна, абстрактна, обредна практика со помош на поворката, некакви своевидни мечкари какви што имаме кај нас, кои што ги бркаат злите духови на ова село. Значи, доста делуваа практиките надреално, многу блиски во одредени контексти и со самите словенски пагански традиции, така што многу чудно и многу бизарно ми делуваше оваа епизода во која што актерите се 12 часа заглавени со нивните ликови и нема кршење на карактерот, сродно на пример на A Field of England, Kill List, па дури и Hard to be a God, мислам дека беше во контекст на бизарноста клучно да се спомене, посебно со тажачките, крунисувањето, нели влечењето на бродот и амбиенталната музика во позадина која што не попушташе да го прави действието да биде што е можно по-бизарно, која што кулминираше на крај со еден денс фестивал од преминувајќи од фолк музика во денс и беше сосема налудничава сцена. Меѓутоа, верувам дека било доста катарзично и за самите учесници овој подвиг. Првите епизоди се, како што веќе ви напоменав, од лето и од зима, беа прикажани на овогодишното издание на ТИФ, односно на Интернационалниот филмски фестивал во Торонто, со пропратен дигитален Q&A кој што можев да го погледнам, а премиерата беше најпрвен закашана за мај, но поради ковид кризата и неможноста за докомплетирање на постпродукцијата беше поместена за септември. Снимено е на самиот остров Осеа во Британија во јули 2019 година, значи успеа да ја комплетираат баш пред да започне ковид кризата. А во поглед на тематските одредници се губитокот на сопственото дете и неприфаќањето на суровата реалност, алчноста, неверството, пожртвуваноста, обидот на заедницата да го спаси островот и воопшто светот, детерминистичкиот ритуал го земаме предвид, преземањето на одговорноста и пред се бегството и преживувањето како основни елементи на овој survival хорор. Со оглед на тоа што на островот се одвиваат пагански ритуали и церемонијалните обреди посветени на прастарите божества, келтски во дадената ситуација, серијата е топла препорака за сите тие кои го погледнале Midsommar, например, или па Уикермен, или кој да е друг фолк хорор филм кој им се допаднал. Меѓутоа, до крајот на емисијата ќе се обидеме да откриеме колку серијата се базира само на постаментите на жанрот, колку придонесува за вметнување на уникатен отисок и председавање на свој автентичен коментар во начинот на кој што се обработуваат неговите тропи, што е најголемиот проблем според мене. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза, имено во продолжение ќе слушнеме музика од самата серија, односно ќе ги слушнеме композициите кои што ги работеше Кристобал Тапија де Вер, односно тој е композиторот за летниот сегмент, каде што ќе слушнете и женски вокали кои што ќе прогонуваат ударни инструменти со нагласен бит и комбинирани со еден амалгам со помош на електронската музика. Така што во продолжение слушаме композициите од летниот сегмент на The Third Day. Потоа се враќам во етер да ви говорам за актерите и улогите кои ги има во оваа серија. Уживајте! Вие слушате Радио Канал 103, ова е 18-тото издание на емисијата ТВ 103, кое што е наменето исклучиво на The Third Day, односно ТВ серијата за која што ви говорам во рамките на ова издание. Меѓутоа во овој сегмент ќе ги потенцираме актерите и пред се улогите кои што ги имаат во оваа серија, која што е предводена од страна на Джуд Ло, односно него го знаете од огромен број на филмови. Дел од нив се Гатака, Road to Perdition, Alfie, The Imaginarium of Dr. Parnassus, Sherlock Holmes, Repo Man, Contagion, Hugo, Ана Каренина,
The Young Pope, King Arthur Legend of the Sword, Vox Lux и A Rainy Day in New York. Тој го глуми Сем, човекот кој доаѓа на островот, натажен поради смртта на синот Нейтан, меѓутоа сведочи на обидот на самоубиство на Епона, која ја спасува и останува на островот да преспие. Меѓутоа, при тој подвиг завршува во иста просторија со антропологот Джес, со која што го дели креветот и многу повеќе од тоа. Тој од мештаните дознава дека е потомок на ложата на наследници кои владееле со островот, па затоа неговиот син бил киднапиран, за да биде доведен на островот, се со цел за да ја преземе функцијата пред се на негов татко. Джад на почетокот е изгубен под влијание на халуцинации и дежаву, кои го оддалечуваат од разумот, додека не ја согледа пред се функцијата која што му е доделена на овој остров. Тој е буквално олицетворение на Флоренс Пио од Мидсомар, која си ја наоѓа заедницата во која и припаѓа пред се. Гледаме еден сосема поразличен Джад, 6 месеци подоцна, кај што веќе ја прифаќа улогата на владетел во зимскиот период. Тој ја избегнува одговорноста и грижата на совест за губитокот на синот, кој умира додека таткото разговарал на телефон со љубовничката, колку што дознаеме од самата предложка на чинодействието. Меѓутоа, Джуд Лоу е многу луд актер и тоа што се има нафатено конкретно на есенската епизода со сите тие физичките предизвици кои што ги нудеше оваа епизода и арката која што е најзабележлива и највпечатлива кај овој лик за разлика од другите, е за пофалба да се потфати предизвикот да се истурка овој проект на начинот на кој што се има вложено самиот Джуд од неговата замисла до неговата екзекуција, која што и тоа како бара еден подготвен актер да влезе во ова лудило. Кетрин Уотерсон, која ја знаеме од Inherent Vice, од Steve Jobs, од Alien Covenant, од Fantastic Beasts and Where to Find Them и од Mid-90s, ја глуми Джес, која што е антрополог, која ги истражува обредните практики кои ги води местното население низ нивните долгогодишни пагански традиции. Завршува да престојувајќи во соба заедно со Сем по неговото пристигнување на островот и се забавува со него, подлегнувајќи на еден силен LSD трип и забременувајќи од него. Таа треба да ја преживее и да ја преземе улогата на мајка на островот, со оглед на тоа што го носи неговото дете, наследникот, но во зимскиот период подготвена е да го скрати незиниот живот и да се упати во морето, додека не биде спасена од страна на Хелен, како што Сем нели ја спаси Епона, само за да останат посетителите на островот, имено дури и ќерката која што ја има Джес на островот го носи името Епона, што говори уште една за тавтологијата, односно за повторливиот циклус кој што се одвива на самиот остров и ги задржува припадниците, доселениците пред се на него, кои што имаат собствена функција, преданието се исполнува и налик Сем и таа се оддалечува од разумот и започнува екстатично да глуми, соопштувајќи им на членовите на неговата фамилија дека таткото е пред се на островот и баш поради тоа и ќерките се информираат дека Сем се наоѓа таму, така што и таа е составен дел од тој механизам на завртки и навртки кои што се искористени од предодредените практики кои ги имаат луѓето на островот. И од мештаните, само да ги напоменеме, дека тука го имаме Лери, кој го глуми Џон Даглиш, кој го знаеме од Джуди, имаме еден член на Чернобил, односно Марк Луис Джонс, кој што исто така може да го забележите во Ребека и во Апостол, кој го глуми Джейсон, уште еден од мештаните на самиот остров. Тука имаме и Епона, која глуми Джеси Рос, која ја знаеме од High Life и од ТВ серијата The Frankenstein Chronicles. Таа е девојка која се обидува да се самоубие во летото, која е спасена од страна на Сем и е под надзор на мештаните кои не му дозволуваат на него да ја помогне. Таа е мамецот пред се за да остане тој на самиот остров, девојка со далечен поглед.
Во кон небитнината, очигледно. Ричард Бремер, кој го знаеме од In Fabric, во Les Miserables, во Макбет, тој го глуми The Father, односно таткото на островот, кој ќе го наследи Сем со неговото пристигнување, татко кој ќе се самоубие штом неговиот наследник ја преземе неговата функција како заштитник на островот, и секако да не ги заборавиме мистер Мартин и мисис Мартин, односно одличните Педи Консидин, кој што глуми во The Outsider, во Dead Man's Shoes, во Hot Fuzz, во Peaky Blinders, во 24 Hour Party People, Stoned. Тој мистер Мартин, собственикот на таверната, а покрај него ја имаме одличната Емили Вотсон, која што ја знаеме од култниот Breaking the Waves, од Gosford Park, од Punch Drunk Love, од Equilibrium, Synecdoche, New York, Warhorse, The Theory of Everything, таа ја глуми мис Мартин, собственичка на таверната, која со својот сопруг се обидуваат да ги прикријат пред се агенсите на учесниците на ритуалот, за да не ги дознаат дојденците и да не избегаат. Значи, нивна цел е да ги задржа што е можно подолго на островот, на секаков можен начин. Да не ја заборавиме тука дека една од мештанките и Сири од The Witcher серијата, односно таа ја глуми Кали, станува збор за Фреја Алан. Покрај неа го имаме и професорот Мимир, кој што го глуми Борје Лунберг од A Man Called Ove, од тој филм го знаеме, и да не ја заборавиме пред се изненадувањето на средината на серијата, односно во таа измачувачка епизода од 12 часа која што траеше, ја имаме и Флоренс Уелч, односно која во актерските води заплива од Song to Song на Теренс Малик. Меѓутоа, во оваа серија ја глуми Вероника, пеачката на Florence and the Machine станува збор, која што доаѓа во есенската имерсивна епизода, каде што му дава помош и му дава мотив да продолжи Сем во неговот, да биде истраен во неговиот подвиг кој што го има смогнато за да стане татко на оваа местност. Пол Каје, кој што го знаеме од Pusher, од Dracula Untold, Anna and the Apocalypse, го глуми The Cowboy во серијата, и да не ја заборавиме тука семејната единица составена од Наоми Харис, која што ја знаеме од 28 Days Later, Skyfall, Spectre, Moonlight и No Time to Die, таа ја глуми Хелен, сопругата на Сем и мајката на Ели, Талула и Нейтан, која што доаѓа на островот во зима под изговор да го прослави роденденот пред се на ќерката, меѓутоа е во потрага по исчезнатиот сопруг, чии што пораки потекнуваат од овој остров и ќе успее да го пронајде, но во тој период додека е на островот има најдено нова жена која ја забременува и живее со синот кој не личи баш на Нейтан. Таа додека бега го гледа Нейтан на бродот кој го на сплавот кој го влече во вода, успевајќи да избега, како што незиниот син не можел тоа да го направи. Тука ја имаме и Нико Паркер, која што ја глуми Ели, односно ќерката на Хелен и Сем, која што го слави роденденот на островот, и Шарлот Гейднер Михел, која што ја глуми Талула, ќерката на Хелен и Сем, сестрата на Ели. Ова е една опасна актерска екипа која што е собрана за потребите на серијата, составена од британски актерски ветерани и легенди кои можат да придонесат многу повеќе од тоа што им се задава како задача. Мештаните се енигматични, со задржување на собствената морничавост, носењето на маските потребни за ритуалот и неспоредување на несподелувањето пред се на предодредениот ритуал. Кај дојденците има поголема трансформација, кога ќе согледаат која е нивната ново назначена функција, така што гледаме по различни аспекти на нивната глума која е доведена до емоционални екстреми. Причината поради која што сметаат доселениците дека е потребно да се направат ритуали е бидејќи островот представувал душата на светот, која морала да се избави за да се спаси пред се постоењето на човештвото. Мештаните го киднапираат Нейтан, но во обид за бегство го имаат убиено и имаме една негова персонификација која што се наоѓа на самиот остров. Така што тука ќе направиме на кратка музичка пауза, и во продолжение слушаме композиции кои што се работени од зимската епизода, односно станува збор за музички дела на Дикон Хинчлиф, каде што ќе слушнете гудачки свити со елегично пијано, комбинаторика, глед на тоа што ова е сосема друга
сензибилитет кој што го имаат од летните композиции, баш поради тоа што ги одбрав чисто како да бидат антипод еден на друг, за да забележите кој диверзитет носи пред се музичката димензија и како тоа подоцна ќе се рефлектира во кога ќе стапи во контекст на случувањата на самиот остров, за кој што ќе ви говорам за одредени спецификации кои што ги поседува серијата во наредниот блок. Живете! Вие слушате радио Канал 103, ова е 18-то издание на емисијата ТВ 103, која што е посветена на ТВ серијата The Third Day, во која што за крајот на емисијата ќе ви говорам за одредени спецификации кои што и поседува самата серија, односно која има рекапитулација во самата најава, со оглед на тоа што имаме монтирано пейсажи и титул карта која што се појавува во контекст на сето тоа што може да се забележи на случувањата на самиот остров. Исто така имаме режисери на серијата кој што се Марк Мунден, кој што го работи сегментот во лето, тоа е авторот на Утопија, односно на одличната ТВ серија. Потоа зимата ја режира Филипа Лоуторп, која што е режисерката на Misbehavior, на Three Girls и Swallows and Amazons, додека пак есенската епизода ја работат Феликс Барет и Марк Мунден. Во поглед на самата музика, како што можете да слушнете, Кристобал Тапија Девер, односно авторот на музиката на Hunters, потоа Advantages of Traveling by Train, Black Mirror епизодата Black Museum, како и The Girl with All the Gifts и Utopia. Ја работи музиката во летниот сегмент, каде што имаме ритуални премиси, ударни инструменти кои што пулсираат низ самиот скор, како и женски гласови кои провејуваат низ цел скор со звуци од природата и употреба на виолини, кои што имаме женски гласови кои што пеат приспивни песни, но за разлика од него како што можете да слушнете, Дикон Хинчклиф, односно авторот на музиката на Run, на Peaky Blinders, на Loki, на Winter's Bone, е посентиментален од него, елегичен, меланхоличен, со комбинаторика на пијано и виолини. Автори со сосема поразлични темпераменти кои се одвестуваат со изворот на годишните времења и настаните кои што се одвиваат, а Стивен Доби ја прави напнатата амбиентална музика во есенскиот сегмент. Во поглед на самата сценографија, Бек Рейнфорд е задолжена за продукцијскиот дизајн на островот со колибите, одвоен од копното со потопен пат со морската струја. Имаат храмови и тотеми кои што ги обожуваат мештаните, така што има елементи на ритуална практика кои мора да се напоменат. Во поглед на фотографијата и кадрирањето, Бенджамин Кракун од Promising Young Women, потоа Beats и Beast е задолжен за летниот сегмент, исполнет со холандски тилтови и халуцинации, повибрантен е колку што може тоа фотографијата на британското блато да го дозволи, а зимскиот го работи Дейвид Чизалет, односно тој е кинематограферот на Мустанг, Селави, Les Anarchistes, Long Day's Journey into the Night, кој што ја бара поетичноста на мртвиот предел во екстериерот, преживувањето под замавот на студенилото, кое што го доловува пред се со фотографијата во која калта и белилото се во постојан судир. Оле Биркеланд ја снима епизодата во есен. Тој го знаеме како кинематографер на Judy, American Animals, Ghost Stories и Utopia, за кому што сме му благодарни за овој луд 12-часовен потват кој што го направи во еден кадар. Во поглед на монтажата имаме 4 монтажери кои што имаат должност да образуваат јасен тек на настаните, а при тоа постепено да ги обелоденуваат тајните кои ги содржи делото. Иако епизодите се предолги за тенкото сценарио кое што го поседуваат, имаат застранувања кои што се наменски создадени за да се надополни пред се време траењето, а монтажата сама по себе е ефективна, иако требало според мене да биде поригорозна за да
се скратат тие празни одови кои што ги има во серијата. Во поглед на костимографијата има и модерно време, но има и сакрална одежда за наменета специјално за таткото на самиот остров. Во поглед на надприродното го има на работ на екранот со оглед на присуството на тотемите, но нема некои си визуелни ефекти со кои што дополнително се истакнува како во одредени хорор филмови, меѓутоа надприродното е се присутно на самиот остров и е суптилно потенцирано во поглед на хуморот и еротиката. Рече си и да нема хумор, може би некоја реплика на Вотсон и Педи кои што си поигруваат помеѓу себе, меѓутоа е иземено од Равенката. Потребна е еротика за правење на бебе, ама и заставена е естетизацијата на тој чин, направен е под действие. Оплодувањето е уште еден чин на задржување на таткото на островот, како еден од тие подвизи кои што мора да се направа за да не може толку лесно да избега од него. Во поглед на ефектите има крвави специјални ефекти и експлозивност во сцената во која темнината што ја носи со себе, нели Сем, ќе ја изнесе надвор од него врз неколку ликови со бодежи на островот. Флешбек нема од настаните во минатото, за да не се дознае што се случувало пред да стапнат на островот ликовите, но има фотографија на која што се наоѓаат членовите на семејството и се сугестивно се напоменува одредено случување пред доаѓањето на островот кој што ги врзува ликовите. Има slow motion во сцени во кои што се пролонгира агонијата или истакнува стравопочитот од поглаварството од преземањето на титулата на таткото на островот. Има кошмари, односно халуцинации и има колку ви душа сака, затоа што Сем има крвави визии за тотемите и жртвите кои што треба да ги направи. Во поглед на жанрот стана збор за фолк хорор со мелодраматични елементи. Поглед на стилизираниот јазик имаме британски нагласок на мештаните, а американските актери се држат до нивниот, исто како и дојденците. Поглед на недостатоците, како што веќе напоменав, најголемите проблеми се однесуваат на неинвентивноста во разработувањето на фолк хорор тропите, односно не само неискористеноста на келтските преданија, туку и дефицитарноста на интеракциите кои што би биле впечатливи помеѓу дојденците и мештаните за да добие сценариото, нели, на свој вид на тежина. Има визуелна естетика која е препознатлива, меѓутоа не доволно за да остави неизбришлива трага во филмската историја. Има прекрасен избор на актери, но мислам дека не се доволно искористени за да се создадат иконични ликови за себе. Во поглед на континуитетот на епизодите, со оглед на тоа што гледаме 2-3 часовни филмови со поделеност на 3 чина, јасна е структурата на делото, иако сметам дека потребна беше поголема фокусираност во избраниот материјал во епизодите, континуитетот беше задржан со оглед на тоа што има водечки ликови и исклучиво околу нив се одвива дејствието, меѓутоа во слободната форма во есенската епизода и тоа како се доловува лудилото. Поглед на градењето на ликовите посветено е доволно големо внимание на развојот на Хелен и Сем, а споредните ликови се преточени во недефинирлива маса на мештани, кои треба да ги искушуваат дојденците, иако можеле да се истакнат не само со физичките атрибути, туку и со понекои вербални. Потребно е да се долови подетално нивната хиерархија, барем според мене. Во поглед на интертекстуалноста, островот е одделен пред се од реалноста, така што чинодействијата таму што се одвиваат се комплетно посветени на прастариот архаичен ритуал, сочуван уште од племенската заедница. Сепак оригинално дело е во прашање. Поглед на атмосферата е загадочна, уште еден силен адут на серијата. Гледливоста поради краткото време трајање е изводлива и иако го губи значењето мистеријата, ќе го задржи гледачот до крајот, бидејќи ја буди пред се неговата љубопитност и убедителноста пред се е загарантирана конкретно во есенската епизода, што ќе потенцирам каде што се доведени до екстрема сите чинители. Поглед на епилогот, тој се однесува на бегството на Хеленсон и низините ќерки од островот со влечење на сплавот низ смрзнувачката вода, која е созема во ред за затворање на поглавието, меѓутоа остава многу неодговорени прашања за одвивањата на островот, кои што се подвелот, нели, на енигмата. Поглед на евалуацијата, благодарение на таа енигма
драматичност и атмосферичност, одличниот кастинг, музиката и фотографијата. Оваа серија ја евалуирам со оценката од 8 од 10. Знам, преголема е од таа што ја заслужува, меѓутоа давам јаже за да може да се обеси доколку постои наредна сезона, затоа што ако не вметнат иновативен пристап, како што беше тоа и 12-часовната епизода и во регуларниот тек, нема да биде толку дарежлив, нема пред се да бидам толку дарежлив за наредната година, ако воопшто има продолжение, затоа што сценариото е најславата алка во составот на собитија кој што и поседува оваа епизода, на кое сметам дека е потребна поголема доработка и поголемо дефинирање пред се на ликовите, конкретно од мештаните, да не бидат само сведени на еднодимензионални битија. Во поглед на продолжението, со оглед на тоа што циклусот започнува со лето и завршува со зима, мислам дека предстои една пролет во која треба да се елаборираат пред се настаните кои би следувале по суровата зима. Се извинувам дали ќе воведат нов лик или можеби ќе дојде заробениот колега на Сем кој извршил проневери, не знаеме, секој е добреден на островот, но никој не може толку лесно да си замине од него пред се. Може тука да го завршиме ова издание на ТВ 103, кое што беше посветено на одличната ТВ серија The Third Day, која што беше направена во манирот на фолк-хорор преданијата, кои на најдобар можен начин беа реализирани во модерно доба со амбивалентни ликови кои што се соочуваат со поголемо постојање од тоа кое што тие се запознаени и наменети пред се да се справат со предизвиците на кои што им се дадени овие предодредени улоги, со оглед на тоа што се запознаваме со целиот тој цикличен процес на одвивање на обредите и жртвувањата кои што ги смогнуваат мештаните на овај остров. За крајот на емисијата ќе слушнеме една композиција од Coil, односно ја слушаме The Dreamer is Still Asleep. Станува збор за композиција од Music to Play in the Dark, односно станува збор за албумско остварување од 1999 година. Првиот албум во серијалот со тој наслов издаден за Челес, често е означен како составен дел од тој Moon Music со комбинаторика на амбиентална музика, на глич, на минимализам и космички музички влијанија, односно издаден од Astral Disaster, по издавањето на Astral Disaster, а пред Queens of the Circulating Library. Овој авангарден пост-индастријал бенд создава лунарна музика на подсвеста, дозволувајќи на репресираните емоции смогнати на патешествијата во себе си да излезат на површина. Од албум, како што веќе напоменав, ќе слушнеме The Dreamer и Still Asleep. Вие го слушавте 18-тото издание на емисијата ТВ 103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ги анализиравме погодностите и недостатоците на The Third Day. ТВ 103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао!